Добар ден, почитувани гледачи, го следите вториот дневник на К3 телевизија. Денеска заврши учебната 2015-2016 година за околу 270.000 основци и средношколци во Македонија и почнува летниот распуст. Успешна година со многу надпревари и награди бележат основните училишта. Заврши учебната 2015-2016 година за околу 187.000 основци и 81.000 ученици од средното образование низ целата држава, со што започнува нивниот летен распуст кој ќе трае се до 1 септември. Во основното училиште браќа Миладиновци завршија 105 ученика, 9 оделенија, а се запишале 135 ученика. Вкупната бројка на ученици 1096, чија бројка има постојан тренд на зголемување со голем број на подрачни училишта во Студена Бара и Пчиња. Во основното училиште 11 октомври успешно завршија 59 оделенци, додека во Христијан Карпош 127 и во основното училиште Кочо Рацин вкупно 130 ученици. Со 9 оделение може да кажам една изузетно добра генерација која заврши, благодарение на целиот наставен кадар и персонал кој работеше со нив. Може да кажам дека од тие 105 сигурно се 70 одлични ученици. Добри, значи, во сите наставни активности кои се одлучува, пошто нели 9 оделени се едни представители на училиштево каде што идат на голем број на превари. Ова година навистина таа генерација од 8, а посебно 9 оделени, бидејќи тие беа главните, донесува безброј награди за. Училишното звонче го означи крајот на учебната година, а учениците од 9 оделение ќе можат свидетелствата да ги подигнат на 24 јуни, додека останатите оделенија на 30 јуни 2016 година. Нормално се одвива екстерната проверка на знаењата на учениците во основните училишта во Куманово. Учениците се присутни, целиот наставен кадар е ангажиран и нема проблеми со техниката, велат од основните училишта. Почнувајќи од 7 па до 11 јуни се спроведува екстерното проверување на постигнувањата на учениците за учебната 2015-2016 година во јунската сесија. Учениците се тестираат по 2 предмета кои ги дознаваат 3 дена пред полагањето. Во основното училиште браќа Миладиновци екстерното тестирање се одвива нормално, без никакви технички проблеми. Вкупно 1320 ученици се тестираат од 4 до 9 оделение, додека во основното училиште Христијан Карпош од вкупно 4 дена, првите 2 дена се тестирале 446 ученика и во останатите 366. Обезбедени се 8 простории по 20 наблюдувачи во секоја просторија, без никакви технички проблеми. Од основното училиште Кочо Рацин вела дека екстерното се одвива во нормален ред. Вкупно 429 ученици се пријавени за екстерно тестирање. Единствена забелешка има атестаторите за одредени пропусти во системот, кои ќе бидат пратени до државниот испитен центар. Тестирањето, да, може да кажам дека во моментот навистина тече во најдобар ред. Добро е тоа што да кажеме немаме одсутни ученици. Сите си доаѓаат, значи одговорни се самите родители. Наставниците си ги проверуваат секој од својата паралелка дали се пристигнати, да нема некои одсутни. Имаме мобилни екипи кои веднаш реагираат во случај некој да доцне него нема, да биде повикан, да биде доведен и така натака. Значи бидејќи таков е договорот, ученикот дека мора да се појави на екстерното тестирање. Учениците велат дека веќе имаат стекнато навиката дека на крајот од учебната година ќе следи екстерното тестирање. Задоволни се од постигнатите досегашни резултати. Претходното тестирање како ти помине, дали си задоволен? Па, и задоволен сум и не сум многу. Што полагаш и ти? Англиски. Да. И подготвен си за утре? Па, да. Јас прв предмет полагав математика, а втора англиски јазик. Така, и како си задоволна? Па добро поминав. Колку прашања имавте, колку одговори, што очекуваш? Па вкупно прашање имавме, оние што ги имавме дадено дома да ги решаваме, да ги вежбаме. По математика имавме 400, а по англиски јазик 300. Тестирање како помина? Па добро. Сите прашања одговорени? Да. И очекуваш? 5. Според државниот испитен центар опфатени ќе бидат 178.648 ученици од основните и средните училишта. Резултатите од екстерното тестирање најпрво ќе бидат објавени за 9 оделенците на 13 јуни, а за сите останати ученици на 17 јуни. Жителите на улицата 422 од кумановската населба Иго Тричковиќ добија нов асфалтен пат во должина од 1250 метри. На свеченото пуштање во употреба присуствуваше градоначалникот на општина Куманово Зоран Дамјановски, кој што истакна дека со овој локален пат се поврзуваат две главни сообраќајници на оваа населба.
Дамјановски најави дека како во ова, така и во преостанатите населени места, општината ќе продолжи со решавање на тековните проблеми. Ова е така една витална точка, бидејќи поврзува две главни артерии на оваа населба, каде према Тробеѓанскиот стар пат и новиот пат на Игор Тичковиќ една комуникација од позиција што многу голем број миграција на деца кои одат во училишто кое и дневниот центар кој го отворивме пред едно 2 месеци. Дамјановски информираше дека на ниво на општината реализирани се близу 60% од програмата за реконструкција и тековно одржување од постоечката патна инфраструктура или околу 36.000 метри квадратни. До сега, според Дамјановски, завршени се 10.000 квадратни метри крпање на ударни дупки и околу 30.000 метри квадратни реконструкција на постоечката патна мрежа. Реконструкцијата трае 2,5 месеца и се очекува да заврши до крајот на јули годинава. Денеска завршиме проектот со тековно одржување, односно реконструкција на постоечка патна структура од проектот кој е во тек на изведба негде околу 2,5 месеца. Жителите од оваа населба велат дека со асфалтирање на овој пат значително ќе се олесни пристапот до главните сообраќајници кои ја поврзуваат населбата со градот и со соседните населени места. Јас како жител на оваа местна заедница и зборувам во име на сите жители на местна заедница, сум многу благодарни на Советот на општина Куманово, посебно на градоначалникот за неговото залагање кој реши во оваа наша местна заедница да даде допринос некој да ги спаси дечињата од кал да не газат. Задоволни сме, презадоволни. Како беше порано? Порано беше кал до колена и едно ногу извади, друго зашиба и тоа е било. А сега и деца и ми, значи одиш си слободно, немаш од ништо да се плашиш. Од кога сте тука? О 73 сум тука. Добро, и сега ова... Па сега за сега е навиен народот, што да кажем, убаво ги е, само не разбират ништо, што да кажу. Не се задоволни ништо. Во оваа местна заедница има приближно 2000 жители, како и да е голем дел и натаму без канализација. Кумановци бараат почести акции за заловување на кучињата скитници во градот и приградските населби. Граѓаните коментираат дека секој месец, наместо да се намалува, се зголемува бројот на кучиња скитници. Од општината велат дека во тек се акции за заловување на кучиња во населбите Трговски центар и Зелен рид. Кумановци бараат почести акции за заловување на кучиња скитници. Велат, наместо да се намали нивниот број, бројот на кучиња скитници секоја година е се поголем. Дел од анкетираните вела дека на одредени места има глутници кои се во потрага по храна и дека неретко напаѓаат луѓе. Сепак, речи се, сите граѓани бараат хуман третман кон животните. А те сра се обаѓаат кои се паѓа нема, не се обаѓа, многу ги има. Луѓе на работу не може да предржи. Жени иде на работу се обаѓа. Има скитници кучиња, многу има ковара. Треба да се ништи, да се ништи и да се отвори некоја депонија кој да ги прибира таму и да ги рани види, да ги оди. Значи ова е стварно ненормална работа. Има, пуно. И никој не ги води рачун. Кој гимназија колку сакаш, свогде по цел град се шет, па нападав. Треба да си ги соберев. Нарочито имаме кај Ајдучка чешма таму, бара има, тука веќе на скитници има. За деца е опасно, не е баш така, ама што да правиме сега? Тоа е природа ги дава. Па општината треба малце да се заинтересира, да ги убиваат, греота е. Греота е да се убиваат. Од секторот за инспекцијски надзор пак информираат дека во тек е акција за заловување на кучиња скитници на подрачјето на градот. Најавуваат дека стручни екипи ќе продолжат со акцијата и во текот на утрешниот ден. Во оваа акција заловени се над 20 на кучиња, а досега од почетокот на годишната акција приближно 250. Изминативе денови, според комуналниот редар Гордан Таневски, биле заловени кучиња кај локалитетите Кошеви и Турска пекара во населбата Трговски, како и на улицата Видео Смилевски Бато во населбата Зелен рид, кај Никола Тесла и Доне Божинов кон спомен Костурницата. Утре заловувањето ќе се врши во централното градско подрачје и кај општата болница. Стручни екипи на ветеринарно-сточарскиот центар Тодор Велков, кои се задолжени за спроведување на акциите, го вршат заловувањето на кучињата кои се носат во прифатилиште во селото Четирца. Општина Куманово за годинава одвои 800.000 денари за заловување на кучиња. Граѓаните редовно ги информираат надлежните од секторот за присуство на кучиња скитници по одредени реони и населби во градот. Со претходниот тендер на подрачјето на Куманово беа заловени приближно 300 кучиња скитници. Материјално обештетување до пензионирање бараат од Кумановското здружение на стечајци УНИТ. Тие денеска го блокираа влезот и излезот на Куманово.
Членовите на Сдруженијето на работници УНИТ денеска 1 час го блокираа влезот и излезот на Куманово. Стечајците уште еднаш побараа обештетување на оваа категорија поранешни работници. Од Сдруженијето велат дека бараат законско решение за материјално згрижување на лица кои останале невработени по прогласување на стечај или технолошки вишок од предпријатија со државен или општествен капитал до нивното пензионирање. Стечајците бараат згрижување на лица кои исполнуваат 15 години работен стаж и 52 години за жени, 55 за мажи. Според стечајците, со ова обештетување ќе се згрижат на државно ниво околу 4000 стечајци со по 6000 денари месечно. 17 години, сега сме под ветрото небо само. Ништо друго. Побаравте некоја работа? Побаравме работа, работиме дома, работиме. Јас работев 26 години, па работев поприфатно, па неосигурана, плата не ни дават, а сега сам нигде. Од Сдруженијето УНИТ најавија дека доколку не се исполнат нивните барања, ќе продолжат со протестите и ќе ја блокираат патарината кај Романовца, како и крстосници во Скопје. Најавија дека ќе побараат и средби со представници на меѓународна заедница и амбасадите. Изразија поддршка и за протестите на граѓанската иницијатива Протестирам. Во меѓувреме и Левица го поддржа протестот на стечајците со соопштение до медиумите. Поддржувачите и активистите на граѓанската иницијатива Протестирам и членови и симпатизери на опозицијските партии вчера протестираа во Куманово. Тие ги повторија познатите барања. Уставниот суд да се произнесе за уставноста на специјалното јавно обвинителство, да престане прогонот на учесниците во протестот и слобода на приведените од почетокот на протестите. Учество на граѓанскиот сектор во какви било преговори во иднина и оставка на председателот Ѓорѓе Иванов. Учесниците во протестот продолжија да се движат по улиците од централното градско подрачје Гоце Делчев, булеварот Трета македонска ударна бригада, улицата Народна револуција, каде што запалија факели и продолжија со протестот на градскиот плоштад и го завршија протестот пред Кумановскиот суд. Утре ќе се реализира традиционалната планинарска акција Трансферзала 4М. Под мотото "Постапките на една легенда" од 11 век, учесниците ќе планинарат низ живописните предели од манастирот Гаврил Лесновски во Пробиштип до кривопланичкиот манастир Свети Јоаким Осоговски како крајна дестинација. Традиционално по 16 пат ќе се реализира интернационалната планинарска акција Трансферзала 4М, која е првата македонска брендирана планинарска патека. Поради неповолните временски прилики во третиот викенд од месец мај, акцијата беше презакажана за 11 јуни. Под мотото "По патот на една легенда" од 11 век, која ги следи стапките на пустиножителите Јоаким Осоговски, Гаврил Лесновски, Јован Рилски и Прохор Пчински, планинарите и воопшто сите љубители на авантурите во природа ќе имаат можност попатно да ги доживеат сите природни реткости, културно-историските споменици и сакралното богатство во овој регион. Идеен творец и организатор на акцијата е Стојанче Величковски. 4М не е масовна акција затоа што во самата природа спаѓа во полутешките трансферзали, но сите оние кои што се во здрава, кои се чувствуваат здраво и се во добра физичка подготовка, јас би ги поканил да дојдат затоа што ми се чини дека секој има своја причина за своето доаѓање и присуство на 4М. Ова година имаме и една особеност, за прв пат ќе го промовираме и признанието 10 пати 4М, со кој што ќе се стекнат 20 учесници кои што повеќе од 450 километри поминале на оваа делница. Значи, оваа година планинарската трансферзала ќе им биде посветена токму на нив. Значи, сите оние кои што нема да тргнат со организираното поворка која што поаѓа од плоштадот во Крива Паланка во 4 часот наутро, во сабота, може да ни се придружат во 6:30 пред манастирскиот комплекс во Лесново.
Патеката е долга околу 50 на километри. Тргнувањето е во 6 часот наутро пред Лесновскиот манастир, а од Крива Паланка има организиран превоз дотаму. И годинава ќе се доделуваат благодарници за учество, а во рамките на овогодинишната трансферзала ќе биде промовирано ново востановеното признание 10 пати по 4М, како и планинарите кои го освоиле ова престижно достигнување за 10 учества во оваа акција. Утре во Кратово ќе се одржи традиционалниот ден на културата, кој годинава ќе понуди богата културно-уметничка програма за кратовци, но и за сите кои ќе го искористат убавото време, викендов и ќе го посетат најстариот град во Македонија. Кратовчани и сите намерници кои ќе го посетат Кратово викендов ќе можат да уживаат во богатата културна понуда која ја нуди традиционалната манифестација Ден на културата 2016, која ќе се одржи во сабота 11 јуни пред платото на Домот на култура Лазар Софијанов. Централниот настан ќе започне во 18 часот со дефиле низ плоштадот Маршал Тито во центарот на градот. Дефиле на песни и игри од културно-уметничките друштва од повеќе градови на Македонија и Црна Гора. Своје поздравно обраќање ќе има и градоначалникот на Кратово, Мите Андоновски, кој воедно ќе ја отвори манифестацијата, пошто следува културно-уметничката програма на која ќе настапат културно-уметничките друштва и фолклорни ансамбли: Ефрем Каранов Кратово, Оро Даниловград Црна Гора, Везилка Прилеп Плетеница Скопје, Карпош Крива Паланка, Рако Мугуша од Подгорица Црна Гора, Љупчо Сантов Кочани и Кут Илинден Кривогаштани. Пред официјалниот дел на програмата, вештите кратовчанки ќе приготвуваат тиганици на саџак, специјалитет препознатлив за градот. Инаку во сабота Кратово ќе биде вистински град на културата, бидејќи во 13 часот ќе се одржи јубилејната 10-та поетска манифестација Лесновски ѕвона. Во Кумановскиот центар за култура Трајко Прокопиев вчера вечер беше отворена изложба на слики од академскиот уметник и професор Данчо Ордев. Кумановци имаа можност да разгледаат 20 на слики кои авторот ги работел во периодот од 2012 до 2016 година. Со поддршка од Министерството за култура во галерискиот простор при Кумановскиот центар за култура Трајко Прокопиев е отворена изложбата на ликовни дела од уметникот Данчо Ордев. Љубителите на уметноста ќе имаат можност да погледнат 22 дела: апстрактно сликарство во техника акрилик и маслени бои на платно. Техниката е мешавина на акрилик и маслени бои, така да комбинација една и цртеж најверојатно е поне на некоја интервенција. Сега ова што јас го работам овдека нема приказна, нема содржина. Сега оние што ќе видат зависи од нив, нели, како ќе го прочитаат сето тоа. Се работи со сликарство кое се дефинира како апстрактен експресионизам и представува вистинска визуелна провокација за публиката, појаснува Роберт Цветковски, историчар на уметност од Кумановскиот центар за култура. Данчо Ордев е автор кој е мощно реномиран, се работи за професор на факултетот на Педагошката академија. И неговата преокупација е ликовното изразување, попрецизно сликарскиот одсек, и тој си има представено со повеќе своји реализации на изложби, тоа и во Републиката, и на просторите на бивша Југославија, како и во повеќе европски градови. Академскиот сликар Ордев е член на Друштвото на ликовни уметници на Македонија. Има реализирано бројни изложби во земјава, регионот, Европа и Њу Јорк. Добитник е на бројни награди и признанија и учесник на ликовни колонии во и надвор од земјава. Изложбата ќе биде отворена во следните 2 седмици. Македонската економија во првиот квартал од годинава бележи раст од 2%, објави Државниот завод за статистика. Констатиран е раст во повеќе економски сектори, како и во увозот и извозот на стоки.
Во првото 3 месечие од годинава најголем пораст е забележан во секторите финансиски дејности и дејности на осигурување од 13,3%, стручни, научни и технички дејности, административни и помошни услужни дејности од 11,7% и градишништво од 7,7%. Финалната потрошувачка на домаќинствата, вклучувајќи ги непрофитните институции кои им служат на домаќинствата во првиот квартал од 2016 номинално расте за 3,2%, а незиното учество во структурата на бруто домашниот производ изнесува 64,3%. Во тој период извозот на стоки и на услуги номинално е зголемен за 12,6%, а увозот на стоки и на услуги забележа зголемување во номинален износ од 7,4%. Италијанската крајбрежна стража спасила 2000 мигранти. Земјотрес со јачина од 6,3 степени ги погоди Соломоновите острови. Обама одобри учество на војници на САД во борби против талибанците. Во Дараја влезе конвој со храна. Ова се вестите од светот. Италијанската крајбрежна стража во најновата серија спасувачки операции во Медитеранот во близина на либискиот брег спасила околу 2000 мигранти. Крајбрежната стража координирала 15 спасувачки операции. Во нив се спасени околу 2000 мигранти, тие сега се наоѓаат на безбедно, се наведува во сопштенијето на Италијанската крајбрежна стража. Агенцијата на Обединетите нации за бегалци проценува дека од почетокот на годината во Италија пристигнале повеќе од 48.000 мигранти во потрага за подобар живот во Европа. Земјотрес со интензитет од 6,3 степени според Рихтеровата скала ги погоди Соломоновите острови. Нема податоци за настрадани лица и материјални штети, ниту е издадено предупредување за цунами. Епицентарот на земјотресот бил 17 км северозападно од Ауки, со длабочина од 94 км по земјината површина. Соломонови острови се архипелаг во јужниот дел на Тихиот океан. Председателот на САД Барак Обама одобри проширување на мисијата на американските сили во Авганистан, овозможувајќи им учество во борбата на афганистанската армија против талибанските бунтовници, јави американските медиуми повикувајќи се на изјава на висок представник во Пентагон. Истиот извор кој поборал анонимност додал дека веќе одобрено користење на американското воено воздухопловство во борбите и обезбедување воздушна поддршка на афганистанските сили. Конвој со хуманитарна пратка со храна влезе во градот Дараја, кој е под опсада од сириската војска од 2012 година, соопшти представник на Црвената полумесечина. Ова е прва хуманитарна помош во храна што доаѓа во градот, кој е под контрола на бунтовниците од почетокот на опсадата. 9 камиони се истоварени во Дараја со прехранбени производи, вклучувајќи сува храна и брашно, како и медицински материјали и друга помош, изјави Тама Мехрес, директор на операциите на сириската Црвена полумесечина. Тој објасни дека храната е доволна за 1 месец, но не прецизираше за колку лица или семејство е намената пратката. Вечер започнува 15-тото издание на Европското првенство во фудбал, а ова година е домаќин истата држава во која ова надпреварување се одржа за прв пат во 1960 година, Франција. Со традиционалната церемонија на отворање и воведен надпревар на домакинот Франција против селекцијата на Романија ќе биде отворено Европското фудбалско првенство 2016. Фудбалски спектакл ќе тресе Европа во наредните месец дена се до финалето на 10 јули. Домакинот Франција ќе го вгости ова елитно спортско надпреварување во 10 градови на исто толку различни арени. За титулата шампион на Европа ќе се борат 24 селекции од вкупно 53 регистрирани во Европската куќа на фудбалот УЕФА. Надпреварувањето ќе биде отворено на Стад де Франс во Сен-Дени во близина на Париз. Арената со капацитет од 81.000 посетители исто така ќе го затвори првенството на 10 јули со одигрувањето на финалниот меч. Доста возбудливо беше и во групите за пласман во Европското првенство и верувам дека сите што се пласирани во Европското првенство во ова година, верувам дека заслужувале и сега се во ова првенство. На ова европско првенство ќе настапат дури 5 дебитанти, меѓу кои се селекциите на Исланд, Северна Ирска, Велс, Албанија и Словачка. Од нашите соседи, покрај Албанија, може се брои само Хрватска, иако не ни е директен сосед, сепак поради заедничкото минато се доживуваме како такви.
Репрезентација на Албанија, како знаеме дека многу тешко го одвоили и учеството во Европското првенство, што е како прв пат да влегува во историја на нивниот фудбал. Не очекувам многу, но може да биде некој изненадување во групата, а што се однесува до репрезентација на Хрватска, и тие имат некои играчи, али нема тој квалитет што го имале порано. За очекувањата и за фаворитите на континенталниот шампионат разговаравме со Исмет Зекири, поранешен голман на Куманово. Да ви кажам право, ќе биде многу возбудлива, зашто ќе има многу репрезентации што се интересни. Како прва е да јас бија вака би ги кажал некои други репрезентација, еве како на пример Белгија, Германија, Шпанија, па да не забравиме Англија и на крај крајва Италија. Претенденти за титулата има многу, искрените љубители на фудбалот се надеваат на многу возбудување и изненадување. Покрај домакинот Франција, сериозни амбиции за освојување на титулата имаат и Шпанија, Германија и Португалија. Во секој случај, ни предстои едномесечен празник на фудбалот и спортот. Да се надеваме дека во некое наредно издание ќе дочекаме да ја видиме и нашата репрезентација на едно надпреварување од ваков ранг. Македонската одбојкарска репрезентација е во Варна, Бугарија, каде ќе игра надпреварите од првиот турнир во Европската лига. Почнувајќи против Албанија, па преку селекцијата на Данска и против домакинот Бугарија, македонските одбојкари ќе се обидат да направат добри резултати пред вториот турнир кој од 16 до 18 ќе се игра во Скопје. Иако слабени во однос на минатата година, кога во ова надпреварување Македонија заврши како второпласирана освојувајќи го сребрениот медал, овој пат без неколку стандардни репрезентативци, црвено-жолтите ќе се обидат по двата турнира да освојат едно од првите две места кои ќе носат учество на завршниот Final Four турнир во Бугарија. Термините за одигрување на надпреварите се 15 и 18 часот. Македонската ракометна репрезентација пристигна во Злин, каде утре во 12:30 против Чешка ќе го одигра првиот бараш надпревар за пласман на светското првенство во Франција. Репрезентативците го одработија единствениот тренинг пред утрешниот бараш надпревар со чесите. Реваншот е во Скопје на 15 јуни. На 12 јуни комбиниран состав ќе учествува на кошаркарскиот турнир во Кина, како дел од соработката меѓу кошаркарските федерации на двете земји. На турнирот, кој ќе трае до 24 јуни, ќе учествуваат уште 7 екипи: домаќинот Кина, САД, Литванија, Јапонија, Иран, Белорусија и Нов Зеланд. По неможноста во Кина да играме со најсилниот состав поради повреди и заморот на стандардните репрезентативци, на квалитетното надпреварување ќе патува комбиниран тим. Одењето за Кина е од голема важност за федерацијата, кошаркарите и стручниот штаб и представува идеална можност за порано од предвидените активности да се одиграат надпревари против квалитетни и силни репрезентации. Во Кина ќе заминат 7 потенцијални млади репрезентативци: Младеновски, Мекич, Сапунџиев, Стајич, Пајич, Главчев и Дујковиќ. Тимот ќе биде засилени со четворицата американци Хавиер Тимс, Джефри Њубери, Дарел Хауард и Джовани Де Вудс, кои се во комбинација за добивање на македонски пасош и искусниот Ратко Варда, кој ќе биде од голема помош на селекторот во работата со нашите млади центри на кои им фали искуство. Со настапот на оваа комбинирана екипа ќе биде исполнета почетната цел на селекторот Драган Раца да се даде поголема минутажа и шанса на младите кошаркари за докажување. Времето денеска сончево и топло со мала до умерена облачност, а попладне променливо и нестабилно облачно со локален поруен дожд, грмежи и засилен ветер.
Тоа беше се што подготвивме за вториот дневник, почитувани гледачи. Бидете со нас и во 20 часот. Пријатно попладне.